И на угостителите повторно им дојде преку глава. Од вторник излегуваат на масовни протести се до исполнување на нивните барања. Незадоволни од слабата државна помош, велат се поблизу е колапсот на угостителскиот сектор. Затворени се, испуштиле дел од вработените, ги чекаат парите од петиот сет мерки за исплата на февруарска и мартовска плата, помош нема да има ниту за април, а нема ниту протоколи за работа. Велат, веќе сите граници биле поминати, екзистенција немаат, па затоа најавуваат радикализирање на протестите. Режиските трошоци си течат, камати на неплатените обврски си течат, даноци си течат, камати по даноци си течат, плати течат, камати по плати течат, ветениот пети пакет мерки кој што требаше за февруар, значи рачунајте тие што не дале плата за февруари и за март, од денеска и за март им течат камати, а до сега им течеле за февруар камати, кои што никој нема да им ги прости за тоа што државата била неажурна. Угостителите бараат еднократна финансиска помош за сите објекти кои се затворени повеќе од една година, грантови за сите регистрирани објекти зависно од бројот на вработени и мораториум или репрограмирање со грејс период на кредитите од комерцијалните банки, се додека владата не им дозволи да работат без рестрикции. При тоа потенцираат дека за нив не е помош можноста за земање нови кредити, бидејќи на тој начин уште повеќе им се загрозува финансиската состојба. Денеска е испратено до владата, грантовите се значи врз основа на целогодишно работење со рестрикции, загуби и така натаму. Значи еве ќе ви кажам, значи се работи за грант за угостителството за целиот сектор од 300.000 денари до 1.000.000 денари. Значи не бараме средства некој ќе заработи, него бараме едноставно за целиот овој период да можеме да ги покриеме. Угостителите се само дел од илјадниците незадоволни луѓе во земјава кои останаа без основна екзистенција. Во моментов над 6.000 текстилни работници се на принуден одмор. На масовни протести досега излегоа синдикатите, организаторите на настани, музичарите, сметководителите. Поради доснењето на петиот пакет економски мерки, над 10% од фирмите не поделија плата во февруари. Денеска истекува крајниот рок за исплата на плата за март, а илјадници фирми не ни знаат како ќе ги подмират обврските кон работниците во април, бидејќи од овој месец па натаму не е предвидена државна помош. За една година 55.000 луѓе останаа без работа. Владата упорно тврди дека од нив само 18.000 останале дома како резултат на корона кризата.